Професоре, цела генерација се сеќава како по вашиот предмет се разработувале урбанистички планови за расадник во Киселавода. Од сите проекти што ги видовте, кој е вашиот став? Што е најсоодветно да биде на оваа локација? Кој е најсоодветно решение? Генерално зборувано, урбанистичкото планирање не треба да почне со планирање на објекти, туку треба да почне со планирање на ранливите простори. Тоа се зелените простори, простори кои што се значајни за одвивање на процесите во животната средина и особено за Скопје е исклучително важно секој потенцијален простор кој стои на располагање да биде претворен во квалитетен зелен простор. Во таа смисла и топонимот Расадник укажува на тоа дека во еден период на развој на градот таа површина имала некаква улога на зелен простор. И треба да се искористи таа можност на Скопје да му се обезбеди уште еден компактен и голем простор. Една работа е да обезбедувате помали зелени простори на повеќе локации, друга работа е да обезбедите голем, компактен зелен простор, кој што има повеќекратно поголемо влијание врз квалитетот на животната средина во градот. Не од скоро, многу одамна се зборува и за аспектите на урбана агрикултура, односно можноста во рамките на градската територија да се предвидат простори за интензивно агрикултурно производство. Може Расадник да биде една од таквите локации, меѓутоа со оглед на тоа што во последните години тоа зеленило е практично деградирано, би требало да се искористи можноста на постоење на тој простор, да не се претвори тој во нов простор на интензивна изградба, туку да се изврши ревитализација на тој простор со предвидување на иста или слична намена, така како што се врши ревитализација на одредени значајни изградени градски целини, се врши ревитализација и на зелени површини. И доколку успееме да ја зачуваме таа површина која што понекогаш и намерно се остава да пропадне за да може да биде предмет на нови градежни зафати, треба да искористиме можноста таа компактна зелена површина да се претвори во едно значајно нова, значајна зелена површина на градот, која што му е, како што реков на почетокот, неопходно потребна.